Ден кој запечати многу судбини. Ден на кој народот излезе по своето и од илјадници луѓе, 20-тина завршија како политички затвореници. Вака изгледа 27 април 2017 година во очите на сопругата на Игор Јук, Ивана. Го отвори срцето, проговори низ каква голгота минуваат таа и трите деца, сите овие години без столбот на семејството. Вели, човек на се навикнува, но болката не исчезнува. Игор за мене ниту е терорист, ниту е уставобранител. Игор за мене е сопруг, родител и човек кој е ставен пред законот да биде неправедно осуден на монтирани случаи, значи буквално монтирање на целиот предмет, да се доведе до дело тероризам. Тешко и со длабоки емоции, Ивана Јук се присетува на моментите кога Игор бил приведен. Тогаш била во 4-тиот месец од бременоста. Овде во нашиот дом, во 4:30 сабајла, спектакуларно приведување, со специјалци, со полиција, блокирање на улици. Прв е приведен и е приведен за случај упад во толпа. Приведувањето од овде беше со кршење на врата, со демолирање на целиот стан, буквално како апсење на најголем криминалец. Игор Јук е осуден за тероризам, првостепено на 12 години затвор, бидејќи беше во толпата која упадна во собранието, кога двомесечните протести кулминираа. После 4,5 години го имаше првиот слободен викенд и за прв пат ја виде својата ќерка, а тоа да не биде во затворските простории за посети. Ја прашавме Ивана каков беше денот кога Игор пристигна во нивната куќа во Куманово. Болно, радосно, се воедно. Не знам, значи родител да види дете на 4,5 години, за мене болно. За него, верувам, уште поболно е враќањето во самиот затвор. Катерина беше дете на кое нашите закони не му дозволија да има родител и да биде признаена. Дете во една демократска држава која ни кажува за заштита на деца, за права на сите нас, беше обесправена од целиот тој систем. Но по самото негово излегување и официјално е признаена. Семејствата на осудените од 27 април го делат истиот став, дека после високите затворски казни и квалификување на делото како тероризам, испратена е порака до народот дека треба да ја ведне главата и да молчи. Во спротивно му се заканува истото сценарио. Едноставно што побаравме е правично судење. Нека бидат осудени за упад у толпа. Не може да има тероризам. Македонија слободна, слободно живее. Повторно судење за настаните од 27 април дел од граѓаните и семејствата на осудените повеќе пати бараа и на протести на кои се скандираше слобода за уставобранителите. Сепак, судската власт не покажа интерес за такво нешто.